Актуелната американска политика може да го предизвика Иран да има провокативен односи на Балканот, вели Джемал Абди, председател на Националниот иранско-американски совет во Вашингтон. Балканот влезе во фокус на разговорот по убиството на иранскиот генерал Касем Солемани, како потенцијална лесна цел Иран да им возврати на САД, напаѓајќи ги американските интереси во светот. Ако САД се загрижени за иранската пропаганда во Балканскиот регион, прво треба да се справат со фундаменталното прашање, а тоа е мотивацијата на владата на Иран. Зошто го прави ова и зошто има потреба да биде ангажирана во пропаганда, исклучувајќи дипломатски можности за решавање на проблемите. Според Абди, водењето агресивни политики само подгреваат потенцијални ирански акции, не само на Балканот, туку и во кој било друг регион. Тој нагласува дека повлекувањето од иранскиот нуклеарен договор дополнително ги охрабрило екстремните сили внатре во Иран, оставајќи на тој начин простор за можни зголемени конфронтации во иднина. Instead of getting caught up in a game of whack-a-mole, where everything that Iran does, the US responds to it. Наместо САД да се обидуваат секој пат да одговорат на Иран со санкции или воена сила, треба да имаат дипломатски процес, така што Иран нема да има потреба да делува како револуционерна сила која ќе се наметнува во разни региони. Во спротивно, ќе продолжат проблемите. Според него, акциите на администрацијата на САД го предизвикаа Иран да ги тргне аргументите од маса за водење умерена политика на внатрешен и надворешен план. САД пак стојат на ставот дека со елиминирањето на Солемани, светот станал побезбедно место за живење. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. За потребата од обнова на американската надворешна политика, на конференција во Вашингтон зборуваше и демократскиот сенатор Крис Марфи, кој рече дека следниот демократски председател ќе треба да инвестира во ресурси за соочување со предизвиците на денешницата. Ова е клучен момент САД и Конгресот да ја обноват дипломатијата во светот, заклучија учесниците на конференцијата. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.